Здраво, ова е 108-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци, илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Джоджо Ребит на Таика Вајтити, во кој станува збор за Јоханес, глумен од Роман Грифит Девис, младо момче кое се обидува да стане дел од Хитлеровата младина, кој се наоѓа во конфликтна ситуација штом дознае дека неговата мајка Роузи, глумена од Скарлет Јохансон, крие еврејка во куќата, односно девојката Елза, глумена од Томасин Мекензи. Джоджо слепо го идеализира наметнатиот национализам до тој степен што создава имагинарен лик на Хитлер, кој одлично оглуми режисерот на филмот, секојаш подготвен да го даде погрешниот совет во отсуство на пријателите во животот на малиот Джоджо. Ова е сатира на Втората светска војна, исполнета со препознатливиот игрив хумор на Таика, кој сме навикнати да го гледаме во неговите урнебесни комедии, меѓутоа приземјене во Германија, додека се наоѓа во незавидна позиција под силна пропаганда, и Таика има храброст да ги пародизира сите можни елементи по кои е препознаен Третиот рајх, како што Чарли Чаплин милуваше да се подбива во The Great Dictator, или пак Тарантино ја смени историјата во Inglourious Basterds. Како составен дел од актерската трупа, која има за цел да ги исмее недостатоците на германската армија, ги имаме комичните изведби на Сем Роквел и Ребел Вилсон, кои со одврзани раце си прават шеги на своја сметка со германски нагласок. Филмот е адаптација на новелата на Кристине Лојненс, која само по себе е срцепарателно и трагично дело, а Таика умее да ги задржи круцијалните хуманистички димензии со немилосрдноста на војната и обесените луѓе на плоштадот, меѓутоа со цел да прикаже дека фанатизмот е потполно залуден, затоа што не постојат избрани раси и не може да се разбере другиот доколку не се изводи километар во неговите чевли. Антагонизирањето никогаш не водело кон подобра иднина, само ги слави несигурностите кај себе. Денешниот политички непријател утре може да стане лидер и узурпатор кој, воден од одмазливост, би ги правил истите злодела врз човештвото како неговиот непријател, затоа мора да се скрши овој круг на пропаста со меѓусебна емпатија и разбирање. Неуките да се победат со знаење, фанатизмот со разум, наместо да се бомбардираат мозоците гладни за знаење со пропаганда, која подоцна ќе им ги уништи животите. Джоджо само сака да се дружи, да има пријатели, да учествува во авантури, да почувствува пеперутки во стомакот, да биде младо момче како сите останати, што се coming of age елементи кои представуваат наивната страна на филмот, но дури и строгиот нацистички офицер, глумен од Роквел, има мека страна, која ќе забележи дека еврејката се преправа дека е сестрата на Джоджо, поведен од тајниот живот кој самиот мора да го води. Меѓутоа, Таика во ова длабоко хуманистичка приказна знае да си го најде своето место за хуморот, што го прави ова дело да биде уникатно, воспоставувајќи свој виден баланс на различните тонови кои ги поседува. За очовечувањето на ликовите служи грижеливата мајка, глумена од Јохансон, која што сака да му помогне на своето дете, да му покаже дека секојаш има време во светот за романса, танцување и останатите убави нешта, а не војната. Незиното инволвирање во неа си има своји последици за себе, меѓутоа таа смета дека ништо добро не може да предизвика и незиното завршување е најдоброто чинодејствие што може да се случи. Таа дури ја мотивира спасената еврејка да биде слободоумна и бестрашна жена, која ќе го восприеме животот со сета негова убавина и неговите авантуристички подвизи на патување во Мароко, гледање на тигарот во око и давање на доверба без страв, што ја прави девојката жена. Разделувањето на децата од родителите се суровите агенси на војната, неправдата која никој не треба да ја преживее за ничии кривогледи, меѓутоа родителството бара постојани жртви. Суеверието околу магичните моќи на евреите, германските овчари, slow motion борбените сцени изнудуваат смеа на секое гледање. Апсурдот на војната дозволува да погледнеме деца со оружје кои одат во војна и не ни знаат против кого војуваат. Тежината на делото во епилогот е поставена на изучувањето на принципот на слободната волја, која доколку љубовта е искрена ќе биде истрајна. За пофалба се убедителните изведби на младата актерска екипа која ве остава со насмевка во последната сцена. За да бидат трекинг кадрите и широките планови во екстериерите, како и крупните планови за надмудрување на ликовите снимени како што треба и потенцираат вибрантните бои на природата наспроти руинираните делови од градот на војната, најмене кинематограферот на Френсис Форд Копола и Пол Томас Андерсон, Михаи Малаимаре, помладиот, доближувајќи го филмот повеќе до естетиката на Вес Андерсон.
Холивудскиот композитор Майкл Джиачино се истакнува во функцијата на филмот со игриви секвенции во хумористичните сегменти и елегични жичани партитури во трагичните. Меѓутоа, монтажерот Том Иглс оди секаде кај што ќе стапне таика и има дозвола да раководи со дозирањето на комедијата на нескрутливиот новозеландјанец, кој ја сними најквалитетната комедија на 21. век, филмот What We Do in the Shadows. Во своите почетоци има работено инди остварување како Boy и Eagle vs. Shark, кај што ја воспоставувал симбиозата на хуморот и драмата, за во Hunt for the Wilder People да ги истакне coming of age тропите кај детето, на кое му е потребно присуство од одсутниот татко, за во Тор Рагнарок да го спаси еден од мртвите суперхеројски серијали со неговиот незадржлив хумор, со кој момчето од селото со 1000 жители од местноста Раукокоре од Нов Зеланд се инфилтрираше во студискиот систем и владее со него. Моментално работи на Next Goal Wins со Елизабет Мос и Майкл Фасбендер на филмот за губитничката екипа од Самоа, која ќе стане шампион, а најавено е и продолжението на Тор Love and Thunder и таика ќе работи на пилот епизодата на серијата Time Bandits. Филмот својата премиера ја имаше на филмскиот фестивал во Торонто, а потоа ја играше на Fantastic Fest, Лондон, Чикаго, Mar del Plata, Black Nights во Талин и не би бил зачуден ако успее да дојде до неколку номинации за Оскар и неколку награди. Ако Армандо Јанучи може да се шегува на сметка на Сталин во The Death of Stalin, може и Вајтити да си поигра со перцепцијата на Хитлер. Од друга страна пак не може да очекуваме од Вајтити да стане дел од Монти Пајтон, ниту пак да осними Шиндлеровата листа или The Boy in Striped Pajamas и останатите еднолични филмови за Холокаустот кои силно ја удираат таа една и единствена екзистенцијална нота, меѓутоа не се отклонува од Springtime for Hitler, точката на The Producers на Мел Брукс, со песни на Битлси и Девид Бови од пеани на германски јазик. Филмот има прекумерен и карикатурален сарказам, со кој се исмеваат нацистите. Верувам дека ќе им пречи на тие што не може да го сварат хуморот на таика, посебно кога треба да се стави во баланс со сериозната драма. Некој ќе смета дека, иако идејата е луцидна, реализацијата е омекната и холивудизирана на тенката премиса со PG-13 рейтингот, што е доста симптоматично и не само што мене ми пречи, му штети на делото, посебно со преливот од патетичен шлак. Сметам дека можеше да се експлоатира црната сатира повеќе и да го натежни делото, но добиваме симплистичка и скротена верзија со тенденција да може да ги задоволи популистичките стандарди на широката публика и тоа е во ред. Вес Андерсон тоа го прави со децении, посебно во омлитавиот Moonrise Kingdom, само што никој не сака таа вистина да си ја признае на себе си. Ако ви се допаѓа неговата смисла за хумор, која нема императив да биде вонвременска, ќе најдете уживање во делото на таика. Ако морам да го еволуирам, тогаш Джоджо Ребит од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 108-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го делото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и поснатите рецензии на виртуелната полица и благодарам за вниманието. Поздрав!